Интервентни тимови што ќе заловуваат или уништуваат диви животни кои представуваат опасност по населени места и прифатилиште за диви животни кои се заловени или повредени. Ова се двете новости кои ги предвидува Законот за природа, кој Министерството за екологија го постави на ЕНЕР и е отворен за забелешки на граѓаните. Законот предвидува два тима, еден на подрачјето на Шарпланина и Маврово, а другиот во потегот на Ресен и Охрид. А покрај заштитените зони и националните паркови би интервенирале и во ситуации како онаа во Скопје синоќа или во Маврово, каде во неколку наврати беа забележани мечки покрај контейнери. Една од новините во новиот Закон за природа е воведување на интервентен тим за крупни зверови, како и Национална комисија за крупни зверови. Основна цел на овој интервентен тим е справување со ситуациите што ги имаме во природните средини, односно во заштитените подрачја, пред се за брзо действување од страна на овој интервентен тим и решавање на проблемите на терен. Протоколите кои што ќе бидат дефинирани за овој интервентен тим ќе предвидуваат хумано третирање на животните. Пред се, согласно соодветна проценка на експерти кои што ќе бидат дел од овој интервентен тим, ќе се донесува одлука на лице место како да се постапува со тоа повредено животно кое што ќе биде најдено на терен. Дивите животни заловени од тимовите или пак најдени повредени ќе се носат во прифатилиштето кое треба да се изгради во Инџиково, а со кое ќе раговоди тим од ветеринарниот факултет. Ќе биде предаден на работа страна на факултетот, односно ангажирање на стручни лица кои што на некој начин хумано ќе постапуваат со тие повредени диви животни кои што ќе најдеме во природа. Првичната проценка е негде околу 300.000 евра за основните потреби, а временската рамка е се дека не ги најдеме во моментов, бараме се уште финанси, така да се дека не ги најдеме не може да прецизираме моментов. Електронски регистар на загадувачи до крајот на годинава и изградба на регионални центри за управување со отпад се меѓу приоритетите на екологија. За центарот во Свети Николе обезбедени се 40 милиони евра европски пари, но првиот тендер за економски оператор пропадна, па сега се оди на втор. Очекуваме успешно да заврши целата постапка, да се избере економскиот оператор и да почне изградбата на регионалниот центар за управување со отпад во Свети Николе. Свети Николе е една од центрите, втората и третата се во Новаци и во Русина. Очекуваме дека со изградба на регионалните центри за собирање на отпад да ставаме крај на дивите депонии кои се во нашата територија. На денешниот редовен брифинг министерот Хоџа соопшти дека до владата доставил информација за токсичниот отпад во Јагуновце и ризикот по изворот Рашче и дека во рамките на министерството е формирана работна група исклучиво за ова прашање. Набрзо на владина седница тој ќе го презентира извештајот на Градежен институт Македонија за дислокација или уништување на отпадот полн со 6-валентен хром, а владата ќе треба да донесе одлука која опција е финансиски и временски најисплатлива.